Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве и денес со нашата и ваша емисија за земјоделците, која е, како што знаете, секој петок во 21 часот. А репризата е во недела во 12 часот. Денес сме со 10-тиот ден од 10-тиот месец 2025 година или сме со 281-тиот ден од годината. И ден карактеристичен се помал и е само 11 часа и 50 минути. Збориме помал затоа што со таа наша редовно во емисиите збориме кога летно време има и мегдан за работа, имаме 15 часовен ден каде што земјоделските производители ги обавуваат своите активности во земјоделието. А сега имаме само 11 часовен ден, а се сведени и скоро сите активности во земјоделието на еден минимум. Сега имаме предстојно обработка на почвата, на површините, предстојна есенска сеидба и веќе при крајот на годината луѓето почнуваат и со кроење на овошните дрвца и виновата лоза. Ние, како што е редот во овој наши емисии, на почетокот ќе кажеме дека ќе имате можност да слушнете нешто повеќе за осврт. Ќе имаме еден осврт за времето и нормално како тоа се одрази врз одгледуваните култури или обсервација, бидејќи сме при крајот на годината, на времето во 2025 година кој не беше сојузник, туку имаше доста проблеми со времето како значаен фактор. Како тоа се одрази врз одгледуваните култури, исто така имаме еден чин на видување и нормално после тој чин на видување имаме за оние состојби во аграрот кои ни случајно не се како што треба, затоа што аграрот без трајна стратегија, аграрот без она суштинска стратегија и развојна компонента, ние не може да зависиме опстојба на државата. Затоа имаме еден собствен прилог спремено за таа работа. И секако имаме за оние состојби во аграрот, како минаат земјоделските производители со своето производство, како лозарите, како градинарите. Имаме еден чин на свое видување за тоа што се случува со оној македонски синдром, за оној циркус кој се јавува сега во овој период на гласање на избори. Тоа е навистина трагично. Ние нема да си земеме за право да дискутираме за поединечно за партии, туку ќе ја кажеме целосната состојба гледана низ призмата на обичниот земјоделец, обичниот граѓанин, обичниот стручњак. И навистина тоа е прав циркус, како и на кој начин се прави и што се прави по однос на она жет која се покажа ова година најголема, како меѓупартиско, меѓунационалните партии, како партиите во македонските партии, СДС и ВМРО се надпреваруваат наместо на понуда на нешто добро, на клевети, на корупции и на други нешта. И навистина е трагично кога гледаме што се која жет покажува за да влезе во политиката. Тоа е навистина чудно, смешно, трагично за Република Македонија. Пред некој ден на вестите го изјавуваат како информација без срам и перде дека 18 годишни деца, ученички, не знам, 15 или 20,
се кандидираат за советнички или млади луѓе за пратенички места, за градоначалнички места и така натаму. Друг абсурд, не знам колку доктори пред неколку дена 5 години трљал клупа за да докторира, за да стане доктор, и тој сега наместо да бара пората можна афирмација, како и младите ученички, да барат афирмација на своја оформеност како личност, тие викат во политиката најлесно се заработува. Тоа е трагедијата на нашето време, кога младите луѓе посегнуваат на тоа. Докторот наместо да лекува луѓе, наместо да оди да постигне нешто во здравството, тој оди 7-8 години ќе оде мандат на советник и уште 5-10 години ќе останат за пензија. И што тој доктор кој е вложено постигнал? Или оние девојчиња 18 години кои треба да се оформуваат, да бидат утре добри мајки, добри домакинки, добри професионални работници во некоја област. Тие одат да бидат писмоноши како советници и така натаму. Тоа е трагедија на упропастување на кариерата на млади луѓе. Чинот советник, логички, советничко место треба да има некој кој е со добро знаење, квантумно знаење, кој е чесен и кој има големо практично искуство. А таа девојка од 18 години трљала клупи да заврши средно школо и сега ќе биде советничка. Кого таа ќе советува? И што, со кои идеи ќе излезе пред советот? Тоа е навистина трагично, но вистинито. И што е најважно, ова гласање има локален карактер, овие избори. За земјоделието, ама буквално ништо нема. Сите градат катни гаражи, сите градат мостови, сите градат градинки, сите градат школи, сите градат патишта. Никој не збори за селото, негова урбанизација, негова ставање во функција со чисти патишта до нивите, едноставно влог на нештото што ќе го покане земјоделието. Тоа буквално не се дискутира. И селата треба да излезат, да градат, да гласат за оние политичари кои се ставени веќе на список и кои ќе живеат од политиката, од буџетот, од грбот негов, кој е трагедија на нашето време. Ние имаме навистина трагично тоа што гледам Кондорко со компанијата таму што прави, како 15 милиони евра пред некој ден рекоа дека ќе бидат потрошени за овие локални избори. Тие 15 милиони евра во Македонија можат многу да направат, а тоа ќе се истрошат за билборди, за слики. Кондорко секоја вечер излегува како да се стави од прстот, тикетката и билбордовите како да се прилепат. Тоа е навистина трагично. А уште поголема трагедија е тоа што медиумите кои добро се наградени пренесуваат се и се што тоа е права циркузијада, а не избори. И навистина крајот ќе го видиме веќе на 19-ти, дека навистина во Република Македонија при немање на систем на вредности, срушењето на целиот систем, беззаконието, немање обвинителство, немање на судство, сите тие работи мора од корен да се менуваат. Ние минатата емисија рековме, тројца председатели имаме кои го заграбуваат добар дел од буџетот. Каков е тој бенефит доживотно тој да зима
од грбот на народот кој е беден да зима големи доходи и не баре без него, без Црвенковски, без Ѓорги Иванов и без Пендаровски, Македонија ќе пропадне. Тоа е трагедија на нашето време. Тие луѓе заслужуваат по една скромна пензија и нека си бидат пензионери. А тоа што имаат кабинети, тоа што имаат секретарки, тоа што имаат по 4-5 евра кирија плаќа држава, грбот на земјоделскиот производител. Тоа треба да се одма анулира. И за тоа нешто мора народот веќе да ја подигне главата, посебно во собранието, тоа да се изгласа како на тие луѓе кои служеле, да и се даде заслужната пензија за нормален живот. Но тие бенефити, кабинети, па виски, па секретарки, па охрана, па кола на располагање, тоа треба се да биде анулирано. Во интерес на државата. Тука јас немам ништо против тие луѓе, меѓутоа таква состојба како што имаме во државата, со она расфрлање на буџетот и трошењето на парите, тоа е немилосрдно трошење на народните пари, кој производителот тешко ги испечалил, од данокот му се зимат и се трошат за билборди и за други работи, каде што воопшто, еве сега, вчера го рекоа тоа, 100 наблюдувачи на од странство ќе дојдат, на дали ќе гласа некој од Баница или не, и што ќе гласа и како ќе гласа. Тие наблюдувачи бараат хотелски сместе, тие наблюдувачи дневница и така натаму. Каде е логиката на таквото нешто? Слушнала жабата дека коњот се подколува и таа дигнала ногата да и она, да и не ја стават плоча. Тоа се работи во оние земји кои се средени, кои имаат своеврсен систем, каде што граѓанинот чувствува една своја сигурност. И за тоа, вика, јас сум сигурен, за тоа и ќе платам. Но таму нема такви циркузијади и такви детски работи од 18 годишни деца, ќе правиме советници, градоначалници. Каде е логиката? Каде е сенсот? Каде е она суштина на вредност? Но во држава како што е Македонија со изгубен систем на вредности, по многу основи тоа не се случува. Ние покрај ова што го реков, без намера да, бидејќи ова е сепак земјоделска емисија, без намера да некој од партиите биде повредена. Но од осамостојувањето до сега, во политиката, тоа го одговорно тврдам, се влезени луѓе кои имаат личен, ама само личен бенефит преку партијата да дојдат до некое богатство и еве сега гледаме сите што биле од осамостојувањето до сега во тој круг политички и сите партии, без разлика. И албанските партии, Али Ахмети имав таму некои згради, некои чуда, кој нешто сите се чудат. А сето тоа е корупција и уништување на државата. А тука судскиот систем, обвинителството, тоа потхитно треба да се реновира, да се постави на други основи за тоа што така ќе тониме. Ние, всушност, при крајот на емисијата имаме еден наш чин на видување на состојбите во агро. Тоа ќе го видиме на крајот, тоа е едно моје видување, што и како ние треба да, како Република Македонија, сватиме да не политиката биде во центарот на вниманието, со незрели луѓе, неспособни, алчни и корумпирани луѓе, кои ја градат
политиката на државата и иднината на државата. Тоа во ниво кој случај нема да биде корисно ниту за еден, бидејќи секој кој влезе во политиката гледа своите лични интереси да ги задоволи и после да се повлече. Еведен Любчо Георгиевски никој не го пипка, а што богатство однесе со Окта и со другите, тоа како никој да не го интересира, како да тоа некоја туѓа работа. И сите функционери кои беа тука мора да се направи еден рез со бедната лоша од сите оквалификувана лоша приватизација. Република Македонија точно со аграрот се наоѓа во една најтешка состојба за кое нешто сега локалните избори. Јас мислам дека ќе се покрене нешто и селото да живее, бидејќи државата ќе биде јака кога имаме добро развиени села. Ние сега имаме локални избори, гледам тотално промашување, тие зборат за катни гаражи, за паркови, за обиколници, за тоа. Земјоделието доле, селото, кое е целосно замрено, кој нема инфраструктура, кој нема никаква шанса да има обележени површини, производни површини, за да производителот тука произведува храна и има асфалтен пат, за да може да функционира. На тоа уопште не се размислува. Се размислува само на граденките, кои што реков, на стадион, на детско игралиште, на школо, некоја обиколница. Тоа, значи, селото е целосно занемарено. А сега, од локален карактер сме, селото е тоа што треба да излезе да гласа за некој советник, кој треба да го представува селото во погорните органи. Тука е куршлукот. Тој советник ќе добива добри средства за присуство на советите, а двајца-тројца ќе си играат играчка со народот, како тоа до сега што беше. Тука гледам сега каков епитет се дава на телевизиските куки. Собираат сите советници и им даваат бесплатен простор да кажат што би направиле и демек народот да избира. Сите се тие импровизации, сите се тие бедни работи од каде што се троши денарот. Реков, телевизиските куки сите се добро сапунети со пари и сега се она државната комисија се собрале 10 души, ако кажам што пишуваат во вестниците или што кажуваат на телевизија, колку пари тие месечно зимаат сега, секој записничар што ќе биде, како ќе биде, колку ќе земе, вика тоа не е шанса. Демек, изборите, дали председателски, дали локални, дали овие други избори. Тоа е трагедијата на нашето време и се е фокусирано како да се олјушти народот, како да се осеремавашти народот и како да немаме јасна слика со еден чекор напред. Еве тоа лично моје видување по однос на она што се случува секој ден го слушам. Значи медиумите се усијани, сите организирани, секако добро платени, бидејќи на основу минутажа тие од Државната изборна комисија добиваат средства. И тоа викат, едва и чекам да дојдат некакви избори, да можеме да се освежиме. Ве молам. Освежување, гребењето од народот 15 милиони евра за постери, да видиме некој пратеник или некој градоначалник дали е убав, од 5000 евра ќе има потрошен билборд. Каде
е Македонија. Со што? Со задолжување, тоа не ни бега, сега за 2 месеца ние веќе ќе имаме увоз на производи. Кога сме кај тоа, сакам да го кажам, суштинското, 2025 година, од временски аспект, мора да кажем, имавме специфична 25 година, исполнета со големи изненадувања, али непријатни изненадувања. И имавме пролет. Зимата буквално ја немавме и по пролета поранета пролет, јас очекувам дека ќе имаме еден убав старт на вегетацијата. И така тргна. Но дојде март месец, кога веќе се беше потерано, температурите паднаа не многу, доволно да направат голема штета. Значи дојдоа до -2, -3, до -5, иако скоро сите култури, овощарство, лозарство, и до -10 и до -15 се издржуваат. Но кога се во фаза на мирување, а тука вегетацијата беше тргната и ние во март месец веќе, кога бе бабите, тогаш имавме 2-3 дена ниска температура, околу -2, а беше фаза на потерување и цветење на одродени овощни видови и штетите беа на вистина големи. Кај праската имавме губење на принос од праската. Мрзнење. Кај јаболкото исто така. Кај кајсијата исто така. Значи се изгуби голем дел од тоа производство кое го има Република Македонија и тоа во главном за извоз од тие ниски температури. Не беше помала штетата на ниските температури кај калинката, не беше помала штетата кај јапонското јаболко и кај некои сорти винова лоза кои се на пониски места. Тоа се штетите кои настанаа на пролетта. А потоа, што стана? По оној температурен шок што се вели, по мрзањето, голем дел од луѓето изгубија дел од производството, комисиите треба да бидат експедитивни да оценат и да дадат некаква надокнада, тоа негде се случи, негде не, и после тоа дојде од мај месец, јуни, јули, до август, ние имаме сосема друга состојба. Температури пеколни, над 30, 35, 40 степени Целзиусови, и што се случи? Имавме, како ретко кога, бројни пожари, шумите, околу 90 хектари, површина од шумите, мислам, повеќе од тоа, се точно уништени од шумите. Од жутките пожари. Се виде нашата неспремност, се открија тек од армијата, бившата армија на Македонија, на бивша Југославија, некои апарати за гасење на пожар кои не биле употребувани. Тоа е безредието кое владее во целиот државен апарат. И системски и се, целиот систем ни е тотално промашен и целиот тоа се рехабилитира. И баравме од странство, доаѓаа, гаснеа и пазете сега. Бедниот закон, значи законодавството, обвинителството, суд, тоа треба се да се рехабилитира, се да се прочешта. Бидејќи беа фатени неколку пиромани, 20 или 30 кога беа вкупно, наместо најстрогиот закон, бидејќи посегнуваат по државата и пожар, уништување на шуми, на белите дробови на државата, тие
или беа дел од нив ослободувани по некои основи и врски од судство и од друго, некои предмети застаруваат, некои беа уопште амнестирани, биле млади и ред други работи се случуваат во онаа суштинското, кај што треба да се знае законот дека тој закон ја штити државата и шумата. И неодамна, уште потрагично, оние испожарени површини, 12-13 од нив и политички активисти и полиција, крадење на дрва, истварање на милионски суми и кога ги фатија, дали ќе бидат осудени, тоа останува да видиме. Каде е логиката, каде е законот, каде е она обстојба на државата која треба да ја чуваме сите. Пироманот си посегнува да си ја запали државата, шумата во својата држава и да биде ослободен или амнестиран или помилуван и така натаму. Каде е логиката? Тоа е веќе прашање за секој граѓанин на Република Македонија, кој треба тоа да го прави, кое судство треба да го имаме, кој закон треба да го имаме, која одговорност треба секој да ја има. Тука тоа го нема. И се случи тоа што се случи, ние имаме ите како големи штети од шумите, а сето тоа е дело на нечестните луѓе инкорпорирани на највисоките места кои ги менаџираат тие работи. По однос на честниот земјоделец, ова година со судните маки 90 дена тој немаше сонче, немаше капка вода. Значи, во такви услови, сахарски услови, јас ги велам, ние имавме луѓе кои со подземни води, се снаоѓаа и извадија производство. И дел од лозарите во Кавадарци, кои има можности да наводнат, добија квалитетни, изголемени приноси од виновата лоза. Добри градинари во Струмичко. Куртовската капија никогаш не била по-добра, по-квалитетна, бидејќи таа сака таков топов амбиент, каде што има услови за наводнување, имаше и одлични резултати. Но што од тоа, кога политикантите, заедно со трговската сфера, држат во раци се и лозарите останаа незадоволни од Кавадарци, не сака да го откупат црното грозие. Останаа незадоволни градинарите од Струмичко, не сака, уствари сака да ја откупат Куртовската капија по багателна цена. Ако лани била 40, сега за 20-25 денари или 30. Тоа се трагични работи. Каде што имаме, значи, годишно зголемување на цените на производните цени на производите, ние имаме намалување на откупната цена. И сето тоа дојде во еден колапс, каде што незадоволството, изворното незадоволство кај земјоделските производители е евидентно, а тие се творци на храна. И голем дел од нив, веќе, професоре, јас повеќе не произведувам. И ден од ден ние, ќе видите и сами, при крајот на годината ние милиарда или две ќе треба да одделиме за увоз на градинарски производи. Да го кажем и од вчерашен најнов случај. Некој Велимир Стојковски, човек кој од канцелариите не изашол цел живот, од ветеринариот факултет, збори за тоа што Република Македонија има, не знам колкови количини куртовска капија во Хрватска, каде што имало констатирано активна материја метовил. И вчера во главните вести, тој човек,
работи там, професор, декан, продекан, што бил, не знам, збори за Метомилот приказка. А Метомилот, ако мало чита, Метомилот веќе 7-8 години, тоа е ланате. Најголемиот отров. Тој е забранет воопшто за примена. Тој при примената, кажува како го применувале овде и на кои ензими делувал. Ве молам, човекот, значи, во таа канцеларија, зима од буџетот пари, зошто ги зима и тој не знае, тој препарат е 5 години забранет, ланатето, не треба уопште да се употребува, бидејќи отров од прва група, а тие се забранети, тој е внесен на нерегуларен начин, употребен и на македонските пиперки во Хрватска се најде дека има резидуи од Метомилот. И тој, како стручњак без чувство на одговорност, излегува на телевизија, мора да биде повика сега на одговорност. Дали тој следи дека 5 години тој препарат не смее во Македонија да се применува. Тој збори за неговиот механизам на делување, ве молам. Тоа е непознавање, неконтактирање, дезинформирање и ред други работи на јавноста, бидејќи се излегува пред јавно гласило. Но, во Република Македонија тоа е вистината. Дека земјоделскиот производител произведува храна стихиски со примена, со негов тип на примена на средствата за заштита на растенијата, тука се сите пестициди, ѓубривата, сето тоа го тој применува произволно и ние утре ќе слушнеме за Европска заедница дека треба да оди наш производ. Ако ги има резидуите внатре, тој нема да биде воопшто пуштен на европскиот пазар. Али, тоа нашите политиканти, тоа мора да го сватат дека е една трагедија и едно безредие, каде што земјоделскиот производител е оставен стихиски да произведува храна. Не, а имаме секакви инспекции, кои ни доаѓаат нас од Европска заедница, кога ги видат наредени инспекциите. Се поред, вика, вие сте најкомплетирани, но ни една институција не си ја гледа работата. По однос на сите основи. Но, тоа мислам дека ден порано мора да се расчисти. Ние во најавата рековме имаме наше видување за таа состојби, за тие состојби во Аграр. Па да не должам, јас предлагам да го погледнеме тој прилог. Овој прилог, секако прилог од новото време, заслужува внимание од едукативен карактер за земјоделските производители и за стручните лица. Тоа го зборим од причина, бидејќи во онаа што се случува во земјоделското производство, со појавата и тоа интензивно ширење на одредени болести и воопштост штетни чинители, буквално ја воведе фитофармацијата да размислува на оние суштински решавања на проблемите. Факт кој радува е тоа што прво обстојувањето на фитофармацијата со оние деривати од нафта, активни материи со голема токсичност, обусловија да се види дека светот, одејќи по тој правец, се токсифицира и штетите и болестите кај луѓето од тие токсични творби рапидно расте. И затоа сега веќе имаме нови работи кои ги презентираме во овие едукативни емисии, кои заслужуваат внимание токму од аспект на
заштита, успешна заштита, економски оправдана заштита на земјоделското производство и најважното заштита на здравјето на консуматорот, односно граѓанинот и животната средина која не окружува. Денес тој прилог секако ќе се потрудиме да го уедноставиме, да го образложиме исклучиво од аспект на она суштинско делување и ефекти кои се постигнуваат во земјоделското производство. Ние знаеме дека дел од градинарските култури, посебно во пластеничкото производство, кога ќе се изгради еден пластеник, знаеме дека тука преовладува понекогаш она суштинско монокултурно одгледување на одредена култура. 10 години доматот на исто место, 10 години краставицата на исто место, 10 години зелката на исто место. Сите тие работи обусловуваат да со тоа монокултурно одгледување се дава прилика на развој на одредени патогени од година на година и да таквото нешто биде веќе една голема опасност по производниот процес. За кое нешто покасно ќе кажеме за оние патогени што се и најзначајни, како што е питиумот, како што е фитофтората, ризоктонијата, вертицилиумот, фузариумот, склеротинијата, ботритисот, макропостанијата, фомата и пиринохетата кај градинарските култури, посебно кај доматите, кое нешто е на вистина проблем, голем проблем и нерешив проблем со фармацевски третмани. Значи, со таа монокултурна практика, секако се соочувавме и ние агрономите, каде што збориме дека плодосмената и ротацијата е неминовна. Но, плодосмената овде во пластеничкото производство буквално неспроводлива. Не можеме ние во пластеникот да садиме пченка, која може да биде некоја култура при плодосмената на културите. А никако не можеме да го прифатиме, бидејќи голем дел од производители имаат оптичка варка. Вика, професоре, лани ми беше домати, сега ќе ми биде краставица. Со еден збор и питиумот, и ботритисот, и фузариозите, и вертицилиозите, и сите тие патогени земјишни и надземни, тие истите, и доматот, и краставицата ги напаѓаат. Значи, тука не сме постигнале некој суштински дел од нештата. Или пак при одгледување на повеќе годишни насади. Знаеме кога ќе се подигне повеќе годишни насад, дека му е потребна една целосна, квалитетна, долготрајна заштита на кореновиот систем. А за да се постигне тоа, токму тоа средство го нуди таквото нешто. Таа новост која сега ќе ја презентираме, РМ Агро, значи од Ризо Мик Агро Плюс. Тоа значи многу нешто, ние ќе го кажеме на еден наш питом јазик, 3 во 1. А што значи тоа 3 во 1? Сега ќе се потрудам да ви го елаборирам на еден многу едноставен начин. Значи, таа новост буквално е едно магично оружје за земјоделското производство со биолошки принципи на заштита на земјата и коренот на сите растителни видови. Посебно, како што рековме и пред малку, ќе потенцираме при монокултурното одгледување на културите во пластеничкото и оранжериското производство. Што значи 3 во 1? Тоа значи дека ние имаме 3 компоненти
во едно пакување за успешна заштита на цело земјоделско производство. Дали тоа е цело растително производство, дали тоа е градинарски култури, дали тоа е индустријски култури, дали тоа е овошни насади, дали е тоа цвеќарство, хортикултура, без оглед на тоа, на се, тоа е новост која секако заслужува внимание и која во догледно време убедени сме дека ќе имаме една квалитетна, економски оправдана заштита. Каде што буквално поемот токсин е мислена именка. Зошто? Затоа што, ако кажеме дека 3 во 1, тоа е компонента од габа, тука е триходермата, потоа од алгата, која е многу значајна, зошто ќе кажеме покасно, и корисни бактерии од родот Bacillus, кој е составен од 5 различни видови кои го опфаќаат целиот тој негативен микробиолошки можен потенцијал во почвата. Како и на кој начин се користи? Еве, ние имаме еден таков примерок, тоа камерата може да го зумира. Тоа, ако ви кажеме дека е за површина од, можеби од 2 хектара, бидејќи неговата количина е многу малку. Тие 200 грама токму се раствараат во 10 литра вода и потоа се употребува на површината и се инкорпорира за расадување, уствари пред расадувањето со расадот или пред садење на дрвцата се става директно во коренот. Што е значајно да образложиме од стручно-практичен аспект, за да биде појаснето и на земјоделскиот производител, а и дел од стручните лица кои навистина прв пат се запознаваат со таквата новост. Прво ќе кажеме за механизмот на делување на секоја од компонентите. Прво да кажеме за триходермата, која се прва активира со инкорпорација во почвата, кога препаратот се раствори и се инкорпорира во почвата, прва се активира триходермата. Со примената на триходермата се воспоставува еден суштински контакт со коренот во ризосферниот дел, таму кај што е кореновиот систем, со развојот на коренот. Триходермата буквално се колонизира и почвата околу самиот корен, секретот што го пушта и развојот на самиот корен, токму се колонизира и интензивно развива триходермата, при што не се дозволува да околу коренот се развие некаква патогена габа, бидејќи таа храна што се произведува од коренот и од растежот, буквално е храната која ја користи триходермата, не дозволувајќи да никаков патоген направи некаква активност по однос на напад на коренот. Што всушност се случува? Таа патогена габа, триходермата, за било која патогена габа не им дава прилика за развој, како што рековме, и таа буквално се храни од развој, евентуален развој или почеток на развој на некој патоген. Каде што триходермата
што е најзначајно. Значи, цитохинин, тоа е една творба која делува на рушење на клетките на самиот патоген кој е присутен во почвата. И на тој начин, со тој цитохинин и рушење на клетките, тој не дозволува патогенот да оствари фруктификација и ширење на габата. И така да сите тие негативни, би рекле, микроорганизми во почвата, фактички биваат уништувани, а триходермата буквално стимулира работа на корисните микроорганизми во самиот ризосферен дел во коренот. И при што лачење на разни творби, органели од микроорганизми, од творби кои се примаат од самиот корен, имам интензивен и здрав развој на коренот од тие корисни елементи. Тоа беше дејството на триходермата, која повеќе пати увеличено изгледа вака. Вториот дел е алгата. Елеа, таа племенита алга, Ацифилум нодосум, значи една од најпознатите алги која интензивно делува на имунолошкиот систем на коренот на целото растение. И со својата активност таа произведува хормони на растот, развојот на растението и го јачи имунитетот и евентуални стресни состојби на кореновиот систем. А сето тоа, значи, делува позитивно врз развојот на растението. Активната материја која произведува во алга го поттикнува, како што рековме, растот на интернодиите, односно нодусите, и кореновите влакна се интензивно развиваат, што во составот на активната материја содржаат оние хормонални активни творби, како што се ауксините, цитокининот и гиберелинот. А знаеме, гиберелинските киселини се екстрахираат, кои делуваат на тоа максимално ожилување на растенијата. Гиберелините ги користиме во прикалемењето при производство на калеми, за подобро ожилување, значи за тоа стварање на поголема коренова маса, точно гиберелините се тие со оние творби на ауксините, цитокинините и цитокинините. Значи, алгите во повеќе форми се користаат подолго време и поради тие особини се употребуваат во повеќе препарати, како што е случајот и овде. Бидејќи алгите од поодамна се користаат и во многу други слични такви органски творби, биолошки средства, кои даваат мотивација на развој на кореновиот систем. И третиот сегмент, рековме 3 во 1, првата беше триходермата, втората беше алгата, третата е компонента во тој препарат, кој е составен, третата компонента внатре е бактеријата од родот Bacillus. Значи, со претходните две компоненти, триходермата и алгата, бактериите од родот Bacillus, и тука се навистина лоцирани 5 различни видови на бактерии, кои навистина опфаќаат од родот Bacillus, опфаќаат навистина еден голем спектар на нештата за сите тие можни патогени нивна појава. Што значи примената на третата компоненти од Bacillus, со 5 видови на бактерии од тој род? Значи, го исполнуваат својот
бактоконтролен потенцијал. Биоконтролен потенцијал и систематски одговара на делување на патогените на сите еколошки позитивности. Присуството на бактериите во оваа комбинација го даваат саканиот ефект на биолошката контрола во почвата. Значи, како трета компонента, бактериолошкиот состав, бидејќи имаме и негативна бактериолошка активност понекогаш во почвата, која причинува доста големи штети, тука со трета компонента, тоа е од бацилусот, гледате, тоа е 1000 пати увеличено, како што се алгите и триходермата. Тоа е една суштина која го постигнува во почвата, невидливо со голо око, а ефикасно по однос на здравост на коренот. А штом имаме здрав корен, ми имаме здрав и квалитетен насад од долгогодишен насад или од пластеничко или оранжериско производство. Значи, таа биолошка контрола, што е бактериите, што ја има во почвата, таа е од посебна важност затоа што со примената на овие новости, тие три компоненти, сето тоа како новост се вклопува во она глобална идеја за употребата на пестицидите. Овде во догледно време имаме убедување дека со примената на таквите средства, уште со обработката на почвата, ние буквално имаме оплеменување со позитивна микробиолошка активност во почвата, каде што кога коренот дојде како расад, тој наидува на приемачи и штитници по однос на триходермата, по однос на алгите, кои овозможуваат со оние, како што и рековме, стимулативни хормонални средства, како ауксините и цитокининот и гиберелините, обусловуваат да растението уште првиот, вториот, третиот ден со оптимална влага, нормално добра обработка на почва и сите тие други пропратни работи кои од агрономската струка треба да се познати за стручњакот, ние може да го применуваме тоа средство, ако не е добро припремена почвата, тоа нема да го постигне ефектот. Ако не е структурно добро обработена почвата, со оптимална влага, со оптимална температура, сите тие фактори делуваат позитивно во моментот кога се исполнети основните услови за фруктификацијата на овие габи. Пример, триходермата. Триходермата при осцилација од температури и таа трпи одредени стагнации. Или пак алгите. Ако ја нема доволно влагата, знаеме алгите од каде потекнуваат и како се развиваат, ако ја нема оптималната влага, тие нема да продуцираат такви стимулативни средства, како што ги рековме, овие ауксини, цитокинини, гиберелини. Тие ги продуцираат под оптимални влажни услови, под оптимална температура и оптимална обработка на почвата во ризосферниот дел. Под такви услови ние имаме навистина квалитетно и добро препознавање на резултатите од тоа што ги нуди оваа новост. Што е многу значајно за сето тоа што го реков? Ние имавме и други нови средства од во светски размери, каде што светот е целосно веќе ориентиран кон такви новини кои немаат токсичност во почвата, кои немаат резидуи во почвата, кои имаат економска оправданост и кои не се штетни и опасни по применувачот од една страна и по глобално по животната средина. И мора да кажеме дека таа новост, која сме убедени дека во најскоро време ќе завземе голем замав
бидејќи се работи за нешто кое е корисно пред се за производителот, бидејќи јас морам да кажам дека преку 80% од пластениците и оранжериското производство се претрпени со пиринохетата, има проблеми со фузариумот, со вертицилиумот, растението веќе под пораснато, фаза на берба и колабира целото растение. Гледаме дека фузариум, оксиспорум или вертицилиум, албоатрум или било кој трахеомикозно балување влегло во трахеалниот дел на растението, ствара тили и растението колабира. Ние го губиме растението со веќе подпораснати домати, уште можда недела дена да се берат. Или коренот од пиперка, каде што пиперките се во интензивен пораст, за неколку дена гледаме корени целосно овенати, дали од фитофтората, дали од вертицилиумот, дали од ризоптонијата и ред други патогени што ги наброивме, каде што тука со таквото нешто се санкционира. Тоа е за едногодишните култури. Тоа е буквално и формално правно, со добра анализа на почвата, решение и за тоа монокултурно одгледување, бидејќи монокултурното одгледување понекогаш, освен ширењето на патогените, бидејќи секоја година патогенот, ако не се уништи, тој, ако е иста култура, од година на година се шири, но имаме и едностранчиво црпење на хранливи материи, каде што 10 години кој домати стално, тие исти хранливи материи ги црпи, контрола производителот нема и тука се губи дел од приносот. Тука неминовноста на стручен, сериозен пристап, што тоа значи? Анализата на почвата со снабденоста на почвата со макро и микроелементи, како основно ѓубрење, фенофазно ѓубрење и сите тие работи, тоа е неминовно за да ние имаме навистина добро снабдена почва, каде што кога се лоцира тоа средство, ние имаме еден синхронизиран однос, бидејќи и габата треба да се од нешто рани и обстојува. А тоа нешто во почвата со обезбедување на добра снабденост на почвата, едно, второ, обезбедување на оптимална влага, на оптимална температура, оптимална обработка на почвата, тука веќе ствараме ние еден пријатен однос на ризосферниот дел, водно-воздушен режим, каде што имаме резултат кој може само да се посака. И како што рековме, тоа средство може да се користи. Еве сега есента подивање на насади или пролетто. Бидејќи се работи за долгогодишен насад. Ние не смееме да си дозволиме луксус да немаме анализа на почвата, да знаеме кои хранливи материи недостасуваат за растението првата година и втората се за прифаќање и стартување, каде што првите 3 години се за формирање на крошњата кај долгогодишни насади. Ако ние ги имаме тие творби, патоген ке нема, добра снабденост ке има, уште третата година веќе ке имаме формиран насад од било кој овошен вид. И тука имаме еден елан, дека веќе четвртата година овој насад ќе влези во фаза на плодоносење и враќање на инвестицијата која е за него вложена. Или за градинарското производство, посебно пластеничкото или оранжериското. Во оранжериското производство знаеме дека е тоа скапо, знаеме дека треба да имаме еден економски пристап кон тоа, анализата на почвата, добрата снабденост на почвата. И инкорпорацијата на средството да дојде во моментите кога треба, за да го тоа препознае, за да кореновиот систем се обезбеди, со примената на тоа средство се створи онаа позитивна микрофлора околу кореновиот систем, каде што со мотивацијата од триходермата, од алгата и од бактериите, тука нивното синхронизирано делување ќе го дадат суштински дел на квалитетен развој на коренот, а сето тоа
ќе биде резултат на добар развој на надземниот дел на растенијето. Тоа е добар растеж, добро цветење, добро плодоносење и добар принос со квалитетни творби со кои може да излезе производителот на пазар. Таа новост имаме едно сигурно убедување, бидејќи тука целта на прилогот не е друга освен да го тоа препознае земјоделскиот производител кој има поголеми површини и кој има повеќе проблеми, а ги знаеме бидејќи од теренот произлегуваме, тој сервис е токму за луѓето од производниот процес, каде што доаѓаат со одредени проблеми дека пламеницата му зел дел од тоа, ботритисот му зел дел од производството, венењето, веначот го викаат, оно венење на производството отишло од присуството на вертицилиум или на фузариум. Сето тоа е еден чин на квалитетно решение за секој земјоделски производител. И моје размислување е дека секој од мудрите земјоделски производители кои ги сваќаат и прифаќаат таквите работи, кои ги подразбираат дека тука нема друго ништо освен штитење на неговиот интерес да тој има површина без присуство на тие патогени кои причинуваат големи штети по земјоделското производство. Со еден збор, ова новост ние и понатаму во повеќе наши можности и презентации ќе ја декларираме со екзактни резултати, со директни контакти и образложение од производители кои ќе го користат и кои сами ќе видат дека имаат резултати. Ние првичните наши испитувања тоа го веќе го имаат потврдено. Второ, што е многу значајно, пример во хортикултурата. Има Гевгелискиот, делот Неготинскиот, па Валандовскиот регион, имаме Струмичкиот, имаме производители кои одгледуваат цвеќе. Ке земат од Холандија некој гербер, кој има во некоја латентна форма некој од патогените, дали ќе тоа биде ризоптонија, дали фузариум, дали ботритисот ќе им дојде туку на кореновиот врат за 2 дена, вика, ги изгубив растенијата, го платив скапо расадот. Со доаѓање на расадот, со неговиот преглед и неговиот третман, со наводнување и апликација на ова новост, тука се одма анулира можноста за појава на ботритисот и ништење на растенијата. Бидејќи преовладува тука прво триходерматона се активира, која со нејзината активност успева точно да влезе во самата се бори против патогенот, не дозволувајќи да тој расшири своите фруктификација со кониди и спори и автоматски тука веќе триходермата доминира со стварање на оние нови творби за мотивација. Прилогот секако со веродостојни и одговорни согледувања треба да биде еден патоказ дека Република Македонија мора визијата да ја целосно трасира врз успешно развиено село со аграрна политика по однос на производство на храна, секој регион кој тип на храна може да произведе. И да ние тогаш размислуваме за европскиот пазар и за приемот во Европа. Бидејќи пред недела дена рекоа дека до 30 година Македонија нема шанси за прием во Европската заедница.
Тоа ни го зборат последните 20 години, 30 години. Тоа е лицемерна политика, но за тоа стои вистина. Наша тотална неспремност, неорганизираност да бидеме квалитетни производители на храна, без пестициди, без резидуи, тие сами да посакат дека Република Македонија ја сакаме, бидејќи од неа ќе увезуваме храна. А ние, земјоделието ни е тотално дезорганизирано со лошата приватизација и сега ние веќе следните години две ќе бидеме увозно зависни за основните артикли за опстојба. Еве сега веќе се разговара за 80.000 тони жито од Србија, од Панонската низина, да дојде во Република Македонија. Значи, ние имаме третман на земјоделско земја, значи земја која се занимава со земјоделие, а увезуваме лебот наш насушен. Каде е логиката, тоа треба да го кажат луѓето кои сега на овие ливчињата ние ќе ги заокружиме. Тие треба да ја сносат одговорноста за стратешкиот развој на државата. А тие се на списокот, заокружен или не, тој ќе влези во политиката и ќе го јаде буџетот и ќе не задолжуваат не со 5, со 10, со 15 милиарди за генерациите кои доаѓаат. Така никој не сака да остане у Македонија. Младите луѓе точно на така размислуваат и велат јас ќе ја напуштам државата. Затоа што секој кој влегол во политиката гледа со пинци влегува, со 2-3 стана излегува и исклучиво за него е личниот интерес да го оствари преку политиката и ништо повеќе. А сега, ако гледате секој кој се кандидира, брда и долини обеќаат, што се ќе направат? Со што? Со парите на граѓанинот. Тоа мора да дојде некаков крај на нештата врз реална основа. Значи, во советничка клупа не може да влезе 18 годишно дете. И тој се од клупата се кандидира да биде советник 7-8 години, да зима таму добри пари од советничките активности. Советник, јас знам со своето искуство дека е функција која треба да допринесе со своето знаење и своето искуство за добробит на државата. А советник од 18 години, кој треба да се тека формира, да се афирмира како личност, да биде во советничка клупа, тука логика нема. Тоа јас мислам дека тука промашувањата се големи во интерес на поединците кои ја водат политиката и кои ја носат на вистина во една непознат правец по однос на тоа дали Република Македонија ќе има една генерална стратегија каде ќе се движи по однос на нејзиното производство. Пред се земјоделско. Затоа што сите што се внесени во политиката сега, земјоделието го зборат додека дојдат на својата функција. Штом дојдат, земјоделието е маргинализирано, злоупотребено, но народот веќе привршува со тоа, препознава сичко и како ќе се одвиваат работите, времето ќе го каже своето. А тука е негде и крајот на емисијата. Ви благодариме на вниманието со кој не следевте. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.